Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Тоа е ужасно. Сите елки се распродадени. Мамо, премногу долго чекаше. Па, мислев дека ако купиме подоцна ќе бидат поевтини. Знаеш дека немаме многу пари. Росица вчера се молеше за елка. Ќе биде разочарана, а и другите девојчиња. Боби помисли на татко му. Кога беше жив, секогаш навреме купуваа елка. Без него се беше поразлично. Боби, има една таму. Здраво, ја сакам таа елка, ве молам. Таа не е за продавање. Таа е за моите деца. Ќе бидат многу разочарани ако денеска не однесам елка дома. Честит Божик. Човекот си отиде. Боби и мајка му ги подигнаа гранките од ела што лежеа на земјата и ги однесоа дома. 4 тажни девојчиња ги пречекаа пред влезната врата. Имате ли елка? Не, многу ми е жал. Тивко, сите седнаа на трпезата да вечераат. На Росица и беше редот да се моли. Мил Господе Исусе, те замолив да ни дадеш елка. Дали не ме слушна? Но не грижи се за тоа повеќе. Сега е премногу доцна. Ти благодарам што ни даваш нешто да јадеме. Амин. Подоцна, кога девојчињата беа в кревет, Боби доби идеја. Внимателно со джебниот нож направи засеци на рачката на метлата и со жици ги закачи гранките од ела. Ја стави рачката на метлата во кофа со песок за да стои, а потоа ја завитка со кафеава хартија. Боби, елката изгледа прекрасно. Заврши одлична работа. Ќе ги земам украсите и ангелот за врвот. Девојчињата ќе бидат воодушевени. Росица беше најсрекна од сите. Боби, ова е најубавата елка што некогаш сме ја имале. Исус навистина ми одговори на молитвата. Срекни, децата се сместија спроти мајка им, додека гласно го читаше Божикниот расказ. А Марија го роди својот првороден син, го завитка во пелени и го стави во јасли. Но зошто мајката го прочита и расказот за распнувањето на Исус? Крстот на Господ Исус беше направен од дрво. Дрво многу поважно од елката. Јаслите и крстот одат заедно. Господ Исус дојде на земјата со цел да умре за нас. Божик не би бил ништо без крстот. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!